Огромна криминална афера ги тресе темелите на правната држава, а надлежните се заминаа на годишен одмор како ништо да не се случува. Револтот на граѓаните е оправдан, барам да се поднесат обвиненија и сите инволвирани, доколку се докаже нивната вина, да бидат строго казнети. Председателот Стево Пендаровски изрази длабоко разочарување поради инертноста на државните институции во врска со мега скандалот рекет и без заобиколување порача дека ситуацијата е тешка и ја става на тест државата. Револтот кај граѓаните е огромен и сосема оправдан. И јас, како граѓанин, како човек, не како председател, сум разочаран што се изневерени и моите очекувања. И тоа најмногу од луѓето од кои очекувавме да се борат за правна држава. Барам од надлежните институции. Прво, ефективно, брзо и темелно завршување на истрагата, почитувајќи го начелото на презумпција на невиност. Второ, доколку има докази да се поднесат обвиненија против сите инволвирани, без разлика дали се носители на јавни функции или не. Председателот рече дека известно во случајот се вмешани јавни личности, веројатно и политичари, и предупреди дека никој не смее да биде ставен над законот. Побара сите кои се споменуваат во јавноста само иницијативно да дадат исказ пред надлежните обвинители, а политичката одговорност мора да оди напоредно со кривичната. Истакна дека лично како граѓанин е разочаран во специјалната обвинителка Катица Јанева, но дека не може сите обвинители и суди да бидат обвинети дека се корумпирани туку само поединци. За сега не размислува за свикување на седница на Советот за национална безбедност, но како што рече, ако има потреба од такво нешто, сигурно нема да оди на одмор, туку ќе реагира моментално. Освен кривично правната одговорност, доколку има друга, било каква поврзаност со случајот во смисла на давање на заштита на лицата под истрага, инсистирам и на политичка одговорност на политичарите, независно дали се од власта или од опозицијата. Длабоко верувам дека ние политичарите сме со поголема одговорност од другите граѓани, затоа и нашите евентуални противзаконити действија треба да бидат процесуирани со поголемо внимание и дури и построго казнувани во однос на другите граѓани. Запрашан дали се сретнал со осомничениот Боки 13, Пендаровски рече дека тоа се случило два пати, еднаш во 2015 година во кампот пред владата и втор пат во април годинава кога бил гостин на еден ТВ и имал краток разговор со него. Истовремено се изјасни против предвремени избори, се додека земјата не влезе формално во НАТО, додека не почнат преговорите со ЕУ и додека не биде спроведен пописот.